Собранието на Република Македонија и денеска ја продолжи конститутивната седница, на која се дебатира за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата. Во досегашниот тек од расправата, главна тема е тиранската платформа. Од ВМРО ДПМН и денеска побараа од пратениците од СДСМ да се откажат од платформата. Го повторија ставот за брзи избори и им дадоа поддршка на граѓаните кои секојдневно излегуваат на улиците ширум државата во поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Пратеничката Затуровска ја истакна важноста од формирањето на комисијата за прашања за изборите и именувањата. Ова комисија за избори и прашања е од исклучително значење. Преку неја ќе оди, како да кажам, филтерот за избор на многу значени личности кои што треба да водат одредени значени институции. Затоа и дебатата која што не сакаат колегите од Социјалдемократскиот сојуз уствари не им оди во прилог, настојуваа преку процедуралните забелешки, искористувајќи го членот 78 став 2, да ја прекинат дебатата во собранието, не сакајќи да им ги поставување прашањата на кои што се должни да одговорат пред да преминеме на она следна точка, што значи избор на председател на собранието. За ова собрание е значајно дека представниците на албанските партии делуваат политички и институционално внатре во ова собрание, смета пратеникот Зендели. Комуникацијата на албанските политички партии со представниците на албанската држава се случувала и ќе се случува и во иднината. Меѓутоа, тоа што е значајно за ова собрание и за државните институции е дека представниците на албанските политички партии, ние како пратеници и сите други, делуваме и политички и институционално внатре во ова собрание. Пратеничката Затуровска, одговорницата, истакна дека пратениците од албанските партии ја дале поддршката за формирање мнозинство, откако социјалдемократите ветиле воведување на целосна двојазичност и изгласување на резолуција за геноцид над албанското население. А ако сметаме дека треба некој од надвор да дојде и да не седне на маса и да не каже како треба да ја решиме ова ситуација, тогаш верувајте, ние како политички партии ќе покажеме дека немаме кредибилитет, ниту пак искреност, ниту пак капацитет да ја решиме кризата во која што се наоѓаме. И на крај, едно треба да не биде воделка во иднината, почитувани колеги. Вакви послеизборни платформи, антимакедонски, кои што одат на урнисување на унитарниот карактер на државата, не ни се потребни. Љупчо Димовски од Социјалистичката партија во свој одговор истакна дека желбата за власт на СДСМ довела до тоа граѓаните постизборно да бидат излажани и измамени. Целата собраниска постапка би поминала согласно предложениот и усогласен состав на комисијата како своевиден почеток за собраниската работа и уште повеќе преку отворена дебата и диалог во постепено градење на меѓусебната доверба. Меѓутоа, сите ние сме оптеретени со постизборни случувања за кои изостанаа сериозни одговори за жал, а се наоѓаме и во ситуација на притисок и наметнување ставови на оние кои ги загубија изборите, иако за нив се употребија сите средства и се искористија сите начини за реализација на предизборен инженеринг, предизборен етноинженеринг, пошто исходот е спорност на изборните резултати заради нивната неверодостојност, тоа е впечатокот кај јавноста. Понатаму спроведен е класичен постизборен инженеринг и генералната констатација е општата изборна измама и постизборното газење на изборната волја на македонските бирачи со примена на една, би рекол, весела математика, која не е одраз на вкупното расположение кај граѓаните. Пратениците од СДСМ и Нова продолжение го задржаа истиот став, дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО ДПМН дискутираат за теми кои не се поврзани со точката на дневниот ред, повторно побараа да се прескокне точката за избор на комисија за избори и именувања и да се премине на гласање на следната точка од дневниот ред, односно избор на претседател на собранието.